Па најмногу младите ги мачат оние, да кажам, аспекти на нивна социализација, колку се прифатени во друштвото, како се позиционирани, какова е нивната мрежа на пријателства, понатаму училишниот успех, комуникацијата помеѓу врсниците, со родителите, со наставниците. Тоа се прашања што ги мачат врзано со она што значи период на адолесценција и на младост, секако и на индивидуално ниво, значи често се прашуваат кои се тие, кои се нивните професионални интереси за во иднина, лични стравови, екзистенцијални прашања. Таков е периодот, таква е возраста и тоа се типични прашања со кои што младите се соочуваат. Она што е актуелно, можеби по периодот на пандемијата, е една зголемена анксиозност што се чувствува кај нив, понекогаш депресивно расположение, паничните напади, стрес пред тест што се јавува пред испрашување, училишните оценки и успехот. Па сметам дека започнува да станува менталното здравје на младите фокус, заради тоа што гледам и поголема отвореност и во Министерството за образование, и во Бирото за развојно образование за оваа чувствителна тема, но на ниво на општество треба уште многу да се направи, заради тоа што ние во моментов немаме ни младински центри кои што даваат психосоцијална поддршка. Значи, оној дел на системска институционална поддршка и меѓусекторска соработка се уште е, да кажам, на некои основни гранки и тука верувам дека во иднина треба многу повеќе да работиме. Секако дека постои, меѓутоа сепак можам да кажам изминативе 7, 8, 10 години кај младите се повеќе се надминува стигмата и тие се повеќе спремни да зборуваат за ментално здравје, па ние дискутираме отворено и на работилници во училиштата, доаѓаат повеќе на консултации, на советување, така да има поместување во, да кажам, сензибилизацијата на младите за потребата за грижа за ментално здравје. Па се уште треба да се работи на подигнување на свесноста на наставниот кадар, особено дека тие треба да даваат поддршка на младите во функција на нивното ментално здравје. Од една страна им треба дополнителна доедукација на наставниците, бидејќи многу често се чувствуваат збунети, не знаат како тоа да го направат и така натаму. Од друга страна, многу е значајно да и младите ги чувствуваат наставниците како свој систем на поддршка.